Денес пред медиумите од Општинската организација на СДСМ Штип истакнаа дека за само една година владата предводена од СДСМ преку успешната надворешна политика, преку градење пријателства, сојузништва, реформи и решавање на проблемите, ја врати Македонија на вистинскиот пат, на евроатланскиот пат. Од заробена и изолирана земја, денес Македонија е пример за решавање на отворени прашања во интерес на граѓаните. Почитувана држава, партнер, пријател со соседите и светот. Доказ за тоа е и вчерашниот добиен датум за преговори со ЕУ во јуни 2019 година, со кој што се отвара патот за старт на евроинтеграцијата на нашата земја. Успесите и лидерството се препознаени од целиот демократски свет, нагласија на пресот денес од Општинската организација на СДСМ Штип. Ваквиот успех на меѓународен план влијае врз позитивните движења во економијата, раст на платите, повеќе пари кај граѓаните и повисок животен стандард. Стабилноста на општеството обезбедува зголемување на инвестициите, на индустријското производство, се отвараат нови фондови, нови развојни линии и нови работни места. Независните институции и професионалните сервиси за граѓаните ќе значат побрзи и поквалитетни услуги. Од Општинската организација на СДСМ Штип и со заклучок дека датумот за преговори, како и известната покана за влез во НАТО за граѓаните од нашата општина и целиот општински регион, ќе значат и повеќе домашни и странски инвестиции, зголемена помош за земјоделците, развој на инфраструктурата и зголемен животен стандард за сите граѓани. По повод актуелните случувања на планот на надворешната политика и мноштвото дезинформации кои се појавија во јавноста, ВМРО ДПМН како најголема опозицијска партија чувствува одговорност и потреба да укаже на неколку моменти. Ова беше тема на денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Првиот момент се однесува на фактот дека Република Македонија не ја доби долго најавуваната препорака за почеток на преговори во која се колнеше владеачката гарнитура додека ги распродаваше националните интереси. Вториот момент се однесува на фактот дека Советот за министри на надворешни работи на ЕУ не донесе одлука во јуни 2019 да ги отпочнат преговорите. Напротив, донесе заклучок дека во јуни 2019 до прва ќе направи евалуација колку од спорните прашања сме ги подобрили како држава, па врз основа на тоа ќе одлучува дали и кога во иднина ќе ни определи датум за почеток на преговори. Според ваквата најава, останува непознато која е причината за славата и радоста во редовите на СДСМ. Трето, најважни се причините, поради кои сме одбиени. А пораката е јасна. Неисполнети основни предуслови од извештајот на Прибе и планот 369, особено во однос на владење на правото, судството, администрацијата и корупцијата. Почитувани, ако не следите со внимание, ќе забележите дека тоа се истите работи на кои ВМРО ДПМН гласно укажуваше во изминатиот период дека е опасно за една држава да донесува закони на швейцарски начин, да притвора пратеници со партинички имунитет, да носи партизирани судски одлуки, да го крши уставот, законите и деловникот на собранието, да отпушта од работа поради партиски интереси и слично. ВМРО ДПМН со жалење го прифаќа заклучокот на ЕУ и констатира дека државата е уназадена во ист момент кога националните интереси се максимално загрозени. Овој заклучок на Европската Унија е јасен знак дека државата е на погрешен пат. СДС се откажа од Македонија како држава, го загрози македонскиот идентитет и го клекна системот на колено.